продолжение го почнуваме она кое што впрочем го најавив. Ми имаме одличен повод за нашата денешна утринска тема, за оние кои што и во моментов не гледаат или стратуваат на телма. После 8 години, овој октомври 2025, после повеќе истражувачки нуркања од повеќе меѓународни спелеонуркачки тимови, полскиот нуркач Бартоломеј Питала го сруши рекордот од 242 метри длабочина на пештерата Врело и ја доистражи со нуркање до 287 метри, со што подводната пештера Врело на кањонот Матка во Скопје се постави на листата на најдлабоки пештери истражени од човек во Европа, како и на светско ниво. Во последните 20 години спелеонуркачкиот клуб Врело, домаќин на повеќе од 100 светски спелеонуркачи, секогаш атрактивна Врело за странските спелеонуркачи, за големите светски рекордери, за оние кои што ја имаат желбата да нуркаат во пештерата Врело, подводната пештера. Затоа на оваа тема за сите детали околу сето ова ќе позборуваме со нашите гости. Бојан Ангелевски и Христијан Милановски, кои што се разбираат се од спелеонуркачкиот клуб Врело, познати на нашите гледачи, особено оние кои што ги интересира сето ова, а мислам дека секој од нас треба да го интересира, бидејќи се работи за нашата земја, се работи за природно богатство кое што го имаме токму кај нас, а привлечно за сите од светот. Како за туристите кога зборуваме за матки за Врело, така и за оние кои што се спелеонуркачи и тоа сакаат да го доживеат вистински. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро ни дојдовте. Добро утро, добро ви најдовме. Јас не знам дали ќе ни биде доволна минутажата која што ја имаме, заради тоа што ние веќе си започнавме или некаков разговор, фасцинирани сме од многу работи, докаде нели технологијата може да оди, но докаде може и човекот да отиде во подводна пештера. Поставен е нов рекорд од полскиот нуркач Бартоломеј, така, како добро го изговарам, но ќе започнеме со најновата експедиција, иако оваа година, Бојан, имавте две експедиции кои што ги посветивте на Врело. Едната, за жал, не со соборен рекорд, но ова од пред 2-3 недели од прилика со нов рекорд. И тоа е веројатно врвот за оваа 2025 година во поглед на тоа што се може нели да понуди оваа подводна пештера. Може да започнеме некако со најновите работи, а потоа хронолошки ќе се навратиме и низ годините и колку се менува и технологијата, нуркачите, начинот на кој што тоа се прави, па ќе опишам и целата постапка, мислам дека ќе бидеме интересни за гледачите. Да, благодарам прво за представувањето. Оваа година, како што кажа, направивме две експедиции на матка. Ќе почнеме од последнава. Беше со почеток на 18 октомври, траеше до 25 октомври. Присуствуваше полски тим. Името на нивниот тим е Black Angel Divers. Иначе се дел од Baltic Tech. Тоа е полски истражувачки тим кој се бави со спелеонуркање и со техничко нуркање и со мапирање на сите врекови, тоа се потонати бродови во Балтичкото море. Тоа е многу атрактивно, да. Значи дечкиве се од тој клуб што дојдоа да истражуваат. Веќе го спомна Бартоломеј Питала, тој е главниот истражувач, еден од најмладите нуркачи што спелеонуркачи, 32 години има. Томас Висорка и Мариус Банански, беа дел од тој тим. Значи, како што кажавме, експедицијава беше втора експедиција и беше многу тешко во однос на условите временски што ги имавме. Посебно оваа втора експедиција и ни го отежни целиот. Имаше некој влажен период, така многу дождови. Да, баш тоа беше проблем, но и снег. Беше закажано нивното доаѓање или? Да, беше разговарано, беше планирано, да, веднаш по онаа првата неуспешна експедиција лето. Мислам, тоа не беше неуспешна експедиција, но сепак не го соборивме рекордот, да. Сега ми беше муабетов околу условива. Беа стварно тешки во стартот, оној снег кој падна во октомври, во овој период негде 18 имаше као дождови и потопло време и све тоа се топи и ја минува видливоста во пештерата. Што е голем проблем за истражувачите. Но доста храбро, доста тимски настапија и мислам дека тоа беше причината за успешноста на оваа експедиција. Иначе почнавме со нуркање од 18 октомври, тоа беше иницијалниот прв зарон, воедно и тогаш ја пренесуваме опремата
и секој вториот ден имаше на 19 втор заран, кај што веќе успеа да стигнат до 212 метри, кај што беше првиот рекорд во пештерата на Луиджи Касати во 2010 година. И после тоа секое нуркање го правеа со ден пауза подготовки на опрема, подготовки планови за главниот заран и така се до 23-ти каде Стартуваше. успеа да го направат тоа буткање, пуш за да стигнат до 287 метри. Да. Она кое што ние пред да почнеме во етра да зборуваме, се едно по друго прашање, мислам нафрливме заради тоа што едноставно се е интересно, секој чекор, нели, кога зборуваме за подготовките и за тоа како тимот го одбира местото каде што би сакал да нурка, што е она кое што представува нивни предизвик, понатаму колку е фасцинантно за оние кои што вака слушаат и гледаат. И нашето последно гостување кое што ги имавме тука во Утринска на Телма заедно со вас, завршивме со таа информација дека имате веќе начално договорено нуркач кој што сака да го сруши рекордот, но тоа е оној во јуни, французинот кој што за жал не успеа, а полскиот нуркач малку можеби со скептицизам во смисла дали ќе успее, иако овој светски рекордер не успеал, но како велиме не секогаш е онака како што предпоставуваме или не постојат правила, особено кога зборуваме за пештера која што е подводна пештера која што е неистражена. Па верувам дека фасцинацијата и кај вас во однос на тоа што вие веќе со години го правите ова, беше исто така доста голема. Имаме инсерти, само може да се види колку тоа и како изгледа да си дел од на еден ваков начин од спелео нуркањето, но за вас како сето тоа присутни таму го доживеавте и откако се собори рекордот, верувам дека после тоа и самата комуникација или атмосфера со полските нуркачи исто така беше на ниво. Го доживеавме супер. Прво, нели, како што кажавте, малце скептични бевме за целата оваа работа, заради тоа што има многу. За тимот полски? За тимот, да, меѓутоа се испостави дека малце не бевме во право и дека дечките се стварно супер и скромни. Припремата беше тешка, пред сето тоа носење на опрема, целата таа припрема, значи еден куп опрема, боци, скутери за подвода да се однесат таму до матка, па да се спрема нуркањето секој ден, како што кажа Бојан, преку еден ден он има нуркање, ден пауза. Да. Меѓутоа сето тоа кога нели она на крај кога го дознавме рекордот и плюс дека има уште надоле, како што кажа Бартоломеј, значи вака само погледнав надоле и не можев покрај многу добрите светла што ги има, не можев да го видам дното, значи пештерата е преку 300 метри длабока. Вика има надоле амбис, нема дно, не се гледа, преку 300 метри длабока и значи тоа и тоа значи дека амбициите за нуркачите не престануваат за постапување на нов рекорд. Да. Сега за сега втора најголема, сега втора најдлабока, прва на Балканот, втора во Европа и светот, заради тоа што најдлабоката во светот е во Франција, Фонт Естемар. Таа рекордот во неа е 312 метри моментално. Но моментално. дали е тоа конечното дно или и таму има и таму простор не е конечното дно исто, но после 315 метри, ја колку што знам, е као некој лимит за моментално и за опремата и за се што не значи дека во наредните години нема да се промени, но моментално таму е и интересно е што таму го има поставено рекордот, првиот рекорд го има поставено Фредерик Швицирски, кој беше тука во јули на матка и се обиде да го сруши овој рекорд, но има направено 307-308 метри, што е исклучително длабочина. Но веднаш, многу скоро после него, втор нуркач влегува, Хавиер Менискус од Египет, кој прави 312 и моментално тоа е рекордот светски во пештерско нуркање, каде што е истражено од човек. Постојат пештери, како во Чешка, Хранилска пропаст, која исто беше истражувана од вториот Христоф Старнавски, истражуваш кој го држеше претходниот рекорд тука. На матка и е стигнат во таа пештера некаде околу 200
280 на метри, мислам дека така, но од таму почнува да се, не, помалку од 200, 270 на метри, извинете, но од таму почнува да се истражува со дрон и таа веќе има длабочина од преку 700 метри, мислам дека има. Сериозно? Да, но тоа за човек е веројатно. Но се недостижно. претпоставува дека има преку 700 метри длабочина. Да. Можеме ли да го опишеме процесот, бидејќи како што ние бевме фасцинирани, веројатно и гледачите ќе бидат, велите да се стигне до 287 метри длабочина, не е голема работа, односно временски зборувам, околу колку рековте 15 на минути, но излегувањето или враќањето назад на површината е процес кој што трае со часови. Како тоа изгледа за тимот? Колку луѓе влегуваат на самиот почеток? Дали ајде малку тој процес да ни го објасните како изгледа? Што се случува долу под водата, иако благодарение на одличната технологија во денешно време и опремата која што имал полскиот тим, навистина можеме баш убаво да ја доживееме врело под вода. Значи процесот, нели како што кажавме, оно прилика за 7-18 минути влезе до крајната точка до 200. Дали вие веднаш добивате информација дека тој го собирал рекордот? Не. Или треба Кога ќе излезе првиот нуркач да ни ја пренесе информацијата за најбрзо околу 2 до 3 часа. 2 часа. Мислев дека имате можеби некоја технологија на следење. Неизвестност, ние чекаме, не знаеме што се случува. Значи одат двајца нуркачи, конкретно во оваа експедиција влегуваат двајца нуркачи, едниот остана на 150 метри да го чека, другиот се симна го направи рекордот. На враќање, нели, се наоѓаат на 150 метри, од таму почнуваат полека и постепено да излегуваат, значи каде што првите стеџови или боци со од таму започнува, извини, процесот на декомпресија, да. Така. Од таму започнува процесот на декомпресија. Процесот на декомпресија значи дека азотот што е во крвта треба полека и полека да го исфрла. Значи телото да го исфрла и тоа кога се оди на толку голема длабина. И во другите, во скуба нуркањето исто има процес на декомпресија и полека излегување, меѓутоа поготово на овие длабочини, затоа му треба околу 5 часа и 10 минути да излезе од пештерата. Значи целосното нуркање му беше 5,5 часа, он има предвидено околу 7 часа, меѓутоа со технологијата што претходниот или рекордер не ја постигне, има еден мал хоризонтален дел на околу 240 метри. Бартоломеј влезе со двојни скутери, значи таа хоризонтален дел го помина многу брзо. Значи таму може да се забележи 77. Да, вака се да биде појасно. Колку побрзо ќе влезе до доле и колку помалку се задржи, толку пократок ќе му биде патот за излегување. Така. Колку повеќе потроши доле, значи доле на 280 метри не станува збор за минути, станува збор за секунди. Он допира и тргнува назад, така? Да, тоа е, значи се е тоа плански изработено и се практично можел да стигне, сам кажа, до 300 метри многу лесно, но планот беше до 280 метри, скутерите се тестирани до 300 метри и едноставно он одлучува дека нема потреба да прави ризик. Да. Да, зашто ако на таа длабочина се случи нешто непредвидено, многу се мали шансите за поправка после. И може да стане многу голем процес. Така да се држи според планот и мислам дека тоа е успехот, да. И колку е битно што беше, да, колку пократок е патот за симнување, толку ќе биде и пократок патот, побрз патот за излегување, да. Исто така на таа длабочина на 242 метри, каде што беше последнат крајот на линијата, додека беше рекордот таму, тој треба да застане, да врзе неговата линија и да продолжи. И затоа имаше супер техника и супер план направено. Секој ден стигнува до еден рекорд. Првото, односно второто нуркање, направија 4 нуркања, со 4 нуркања успеа да го срушат рекордот. Второто нуркање беше до линијата на Луиджи Касати, кај што беше првиот рекорд, 212 метри, тука завршува. Секако дека он може да прошета, да види таму, да најде нешто, може би друг канал, но се држеше за планот. Третото нуркање беше до линијата, до крајот на линијата на Кристофер Старнавски и до 242 метри, да. И таму
ја остава неговата линија, мислам дека и во тоа нуркање веќе имаше прицврстено, за да последното нуркање биде само да земе неговата линија и да продолжи што побрзо се врати. Тоа мислам дека направи. А дали овие претходни нуркања ги доживуваат како тренинзи, запознавање со пештерата или да, баш е тоа како срвеј, како анкета, буквално да видиш увид, што си да. За нив беше прв пат оваа пештера, буквално сите тројца прв пат влегува во оваа пештера, да. Да, очигледно водење според планот и почитување на правилата, особено кога зборуваме за спелеонуркањето, играат клучна улога во успешноста и тоа се докажува и овој пат. Оно кое што е интересно и кое што можеби не го знаеме сите ние, освен спелеонуркачите и тие кои што се во тој свет, е дека тимот, вие веќе споменавте, се состои од тројца кои што го чекаат на одредени позиции, поточно оној кој што е негде на, како рековме, 150 метри, кои што треба да го чека неколку часа, така, за да се вратат заедно. И тука е интересно заради тоа што станува збор за неколку часа и чекање, иако предизвик за спелеонуркачите е нормално нуркањето, овде чекањето, зашто апсолутно е потребна психичка подготвеност, освен физичката и тренизите, но и како ќе се помине тоа време, нели, кое што мора да се издржи. Интересно е што тука исто така има на располагање технологијата со која што верувам дека и вие се соочувате. Да, за пример беше полските нуркачи користеа во оној декомпресијата се прави во некои 150 метри од влезот, завршува таму и таму е најдолгото време кај што треба да се помина, односно под салата пеони која е воздушен простор во пештерата и се прави на негде на 6-7 метри до 9. Сега таму се проаѓа 2-3 сати, овој тим имаше таблети буквално, на кои со подводни кейсови, да, и гледаат филмови, гледаат серии. Едноставно така го проаѓаат времето. А што може да се случи? Може ли да, јас прво што помислив е дека може да заспијат. Дали може таков некој момент да се случи или буквално се целосно присутни, како да кажам? Па, може ли самиот амбиент, бидејќи се под вода, некако да придонесе на нивната свесност? Најмалку атрактивниот дел од зароното во тој дел, на која треба да чекаш, да, но за тоа се и двајца, и разговараат, се допишуваат, односно. Разговараат на тој начин. И според сите истражувања или што се за длабински нуркања, најголемиот дел од проблеми се случува негде од 90 метри длабина до 60 метри. Тука, пошто они не дишат обичен воздух, значи они дишат мешовина од хелиум, од кислород и од азот, и тука во тој дел од 90 до 60 метри длабина кога се искачуваат, тогаш највеќе хелиумот излегува од телото и секогаш најголемите проблеми може да се случат тука и затоа тој, значи, 1 метар во минута они излегуваат полека, значи затоа е толку тој дел на излегување толку спор. Исто и може да во случај на проблем, тоа беше планот на овој тим, за среќа немаа проблем на главниот зарон, но во случај на проблем во рамката на таа длабочина, како што кажа Кристијан, од 90 до 60 метри при излегување, техника постои да се врати назад ако осети некој проблем дека има во телото. Дали во главном он кажува дека осеќа болка некоја која го води дека нешто не е во ред и се враќа назад во оној зарон кај што постигна 240 метри, каде што е пронајдена Кристоф Старнавски, имал проблем, кажа, и тој зарон траеше дури подолго од овој последниот зарон. Но последниот зарон беше најавен од 6 до 7 сати баш од оваа причина, зашто никогаш не знае кога излегува, како ќе се осеќа телото, да, во процесот на декомпресија. А ако има некаков проблем, тимот што е надвор, има начин да дознае? Или да, значи тоа е техниката која тимот ја работи, влегуваат двајца прво и третиот нуркач влегува од прилика сат и половина после нивното влегување и се сретнуваат во оние двајца нуркачи кои се влезени веќе се во процесот на декомпресија. Главниот нуркач е веќе на пола во тој процес. Еден од двајцата нуркачи кои влагаат прво излегува надвор, третиот нуркач го придружува до крај. Таа е техниката за да оној нуркач што ќе искачи прв, таа прва
информација ние што добиваме. И углавном таа информација дека се е во ред, немало проблеми во длабочината, колку време преостанува за декомпресија. И ако има некоја потреба нешто да се направи, исто и Христијан влегуваше, имаше 2 зарони за време на главната експедиција. Од која искачат оној првиот нуркач со иницијалната информација дека се е во ред, сепак Христијан влегува за 1 саат после тоа, зашто имаше 3 сати или 2 сати за декомпресија. Влегува за да провери уште еднаш дали е се во ред, дали треба нешто да донесе, дали треба поблиску да донесе некоја боца за кислород, дали можеби у тоа време се вратиле назад, имало некој проблем. Значи тие работи се кои ги прави. Христијан, ти до која длабочина стигна? Јас во пештерата имам стигнато до 57 метри според нашата сертификација, заради тоа што сум што нуркам се уште само на обичен воздух, ова што го дишеме на компримиран воздух, а понатаму кога ќе одиме level up со Trimix, било и понатаму. Да. Споменав на почетокот дека веќе и со постоењето на овој спелеонуркачки клуб, но и со ваквите подвизи кои што ги правите во подводната пештера Врело и самата привлечност на подводната пештера за сите странски спелеонуркачи и рекордери, постои тој интерес со години и ако се вратиме малку наназад, може да се подсетиме или еве за самото постоење на овој спелеонуркачки клуб, секојдневното или да речем годишното функционирање, но и стартот на испитување на длабочината на подводната пештера Врело. Како сето тоа стартуваш и како од година во година веројатно и самите контакти со светот во однос на истражување дополнително на пештерата веројатно се зголемува? Почетоците на клубот се од клубот е оформено 2009-та, меѓутоа почетоците на пештерата се малце предходно од 2000-та година. Значи нашиот покоен председател, првиот председател и човекот што го оформи клубот и што е одговорен за нашето дружење и сите овие успеси, Кире Ангелески, ги започна првите истражувања во 2000-та година со заедно со Пеони, заедно со спелеолошкиот клуб Пеони и белгиски тим. Од 2000-та година они направија истражување, значи долж пештерата, оној хоризонталниот дел го има истражено. Првиот поголем рекорд, првото поголемо истражување на пештерата беше во 2010 година, каде што италијанецот Луиджи Касати дојде и почна да оди во длабина. 2010-та мисля че околу 160 метри достигна, па 2012-та он направи рекорд од 212 метри. И тука он кажа дека е доволно за него и дека прекинува. И воедно тука матка влезе во 7-те најдлабоки пештери во светот. И од тогаш практично стана атрактивна, од тој рекорд, значи од 2012 година, да. После тоа 2016 година дојде полскиот нуркач Кристоф Старнавски, кој е еден од тројцата рекордери во пештерското нуркање. Он постигна нешто околу 230 метри, малце го помести рекордот. Уште една година потоа, 2017-та, дојде и го постави рекордот, а последниот рекорд пред овој што го имавме 242 метри. Заради технологијата скутерот, он кажа, малце му бил поспор, не можеше да отиде оној малце хоризонтален дел, некој можеби 5-60 метри има таму да го помине што побрзо. Дали е тоа ова во моментот што го гледаме? Тоа е 216 метри доле, ова е скутерот, тоа е навигацијата и ги покажува температура, длабочина. Така. Тоа доле што врти 283, тоа е више длабината. Овдека е више крајот, 287. И тука он сега е остала линијата, макарата и со полна пара назад. Назад, да. Бојан, велиш за оваа последна експедиција имало интереси од други тимови, но некако најмногу твоите надежи, иако Христијан вели, нели сте биле скептични, сепак за полците, но се одлучувате. Прашањето ми е дали или од кои се други земји имаше интерес и што за овој спелеонуркачки свет во светот генерално, што е Врело толку атрактивна за нив? Иако нели постувањето на самиот рекорд е нешто што име секако
мотив плюс, но има ли нешто друго што ја прави атрактивна? Можеби ширината, затоа што како што можеме да видиме од снимките, навистина изгледа фасцинантно во поглед на ширината во одредени делови, затоа што Христијан пред малку напомена дека некои пештери се екстремно тесни и не се толку нели како да кажам, не можат толку многу добро да се снајдат или ги прави потешки за нуркање. Мислам дека пред се пештерава, локацијата на пештерата, температурата на водата, белите ѕидови во кои може да приметите кога се запали јако светло, одсејуваат, водата е кристално чиста, не секогаш, многу ретко е заматена, таква прилика имавме сега во ова истражување. Но да, мислам дека е тоа. Исто така и овој надпревар кој е меѓу врвниве, топ 5 рекордери во спелео нуркање. Дополнително ја прави атрактивна пештерава. Рекордот на Бартоломеј моментално ја донесе сите очи во пештерскиот свет, што е спелео нуркање свет. Се вперени на матка, така да... Што значи тоа наскоро ќе има нова експедиција? Се правили во зимски период? Ние во зимски период може да се направи, но ние се договоривме со полските истражувачи дека пак во октомври наредната година ќе се обидеме, да. Според мене, полскиве нуркачи, она што спомна, скептични и така, ќе спомнеме и за првата експедиција, се надевам ќе имаме време, но полскиве нуркачи, според мене, се некоја нова генерација на нуркачи. Нова генерација на истражувачи, што подсетуваат многу повеќе на она истражување на почетоците на Луиджи Касати, кај што беше стварно истражување. И доаѓаш со цел да најдеш нешто ново, не ти е целта да скршиш рекорд или само да направиш фама. Мислам дека они се поодјациве се од тој тип на истражувачи, а се нова генерација. Имаат најсовремена технологија во спелео нуркањето што се користи. Амбасадори се на голем дел од брендовите за спелео нуркање, значи таа опрема за нив е достапна, за нас е тоа сон овде уште. И што не значи дека во соработка со нив не може да биде достапна и таа опрема тука. И мислам дека тие работи, и дека цело време бегам од темата, дека наредна година во октомври планираме да направиме експедиција. Бартоломеј Питала сака да го нападне и светскиот рекорд на Хавиер Менискус и да нека 312, се надева на минимум 315, што би било сепак нов рекорд. И сака да го направи тука. Да, и сака да го направи тука, и една од причините е што профилот на пештерата, може да се види во некои графи што ги на сликите, е практично идеален, како што кажа. Ја искрено не влегувам на тие длабочини, но верувам на неговото. А Бојан, кој беше твојот рекорд? Мојот рекорд не е некој рекорд, јас во пештерава сум влегол на 47, мислам дека каналот, да. Рекорд за тебе. Тоа е мој личен рекорд, да, исто и јас књурам на обичен компримиран воздух. И ја искрено немам амбиција да одам на 200 метри и натака. Во која, извини, не само бидејќи ја спомена опремата и технологијата, што за нас или за вас е се уште сон, а за нив е реалност и е многу достапна. Може ли да споделиме нешто вака што би било интересно за гледачите, што тие поседуваат во денешно време, што за нас се уште е далечно? Ќе почнеме од скутерите, од дуал скутерот што го имаат, значи двојни скутери тие се, нели, тоа е еден скутер, меѓутоа се спојуваат, два се спојуваат во едно. Значи само скутерите му коштаат околу 30.000 евра. Добро, тие колку го забрзуваат процесот? И па прилика имаше на сликите, значи 70 метри во минута. Видете, да, за да биде по-пластично објаснато. Така и не треба. Скутеров ти возможува за 17 минути, 18 да се стимнеш од влезот. Значи не е тоа 287 метри, туку се 700 метри должина. Значи прво има 450 метри кои треба да се поминат низ хоризонтален дел, кај што има длабочина до 50 метри максимално. И од таму почнува тоа е многу важно. Значи колку е всушност реално движењето? Колку метри? 700 метри од влезот, да, до 287 точката моментално, да. Сега
Ние влегуваме со пливање, така? Кога Ние со њуриме, пливање ние за влегуваме. 17 минути можеме да стигнеме до јас и лично до Пеони салата, што е 150 метри од влезот. Значи е пластично да објасниме која е разликата, да. Тоа што ќе имаш софистицирана опрема не значи дека сигурно ќе бидеш рекордер или дека нешто ќе направиш. Иако не знаеш да користиш, сигурно ќе се повредиш и полошо, но ние веќе долго правиме процеси на тренинг и мислам дека кога би имале, и јас сметам дека во нашиот клуб има амбициозни нуркачи кои имаат амбиција да преминат 100 и можеби понатака метри, така да ние работиме на тоа, истражуваме и други пештери кај што се пробуваме и одиме до кај што е нашиот лимит и понатака ги контактираме странски нуркачи. Така беше и за Врело, така планираме да продолжиме, се додека не излезе од кај нас некој нуркач што ќе парира со сите. Да, кога сме веќе кај нас и кај нашите нуркачи, ќе го искористиме нели овој момент да кажеме колку нуркачи има сега во спелеонуркачкиот клуб Врело и дали постои интерес кај младите генерации за нуркање, што е кое што интересот да, желбата да, но треба да го имаат за да бидат дел од спелеонуркачки клуб. Претпоставувам дека тоа се тренинзи и сите тие критериуми кои што треба да се исполнат. Моментално во клубов мислам дека сме околу 10 активни членови со пештарско нуркање, од нив сме 4-5 така нешто. Четворица моментално, да. Што се бавиме као континуирано. Многу интерес немаме, има поголем интерес за скуба, но скуба нуркањето сите работи почнуваат од таму, да, рекреативно нуркање. Која е идеалната возраст за спелеонуркачите? Најефикасна? Баш конкретно за спелеонуркање? Но конкретно за Па јас спелеонуркање, прв пат го запознавам Бартоломеј, изграден спелеонуркач со 32 години, искрено. Во главном се тоа над 50-тите години, колку што знам, да. Да, ние овде имавме, стартавме доста рано, Христијан е стартан доста рано, и ја исто, но нашиот напредок тука е како кој ќе споредиш напредокот на нашава земја со европските земји и така нешто. Не можеме да се тргнеме од тоа, тоа е тоа. Тие сме од тука и тоа е така, не знам. Да, рековме учите на Европа или во светот на нуркачите и спелеонуркачите, Европа и светот фокусирани кон Врело или кон Матка, а учите некои учи од Македонија се фокусирани или некој кој што треба, например, да даде поддршка и може да ги спомнеме да за претходната експедиција ни помогна КБ Прво пензиско друштво, ни помогна во мал дел, сепак голема благодарност, пошто беа единствените кои ни помогна. Исто така и Министерство за животна средина. Да, мора да ги поздравиме, зашто секогаш ни излегуваат во пресред со дозволи за истражување. Ние сепак ова го правиме се легално, вадиме дозволи, сите со знанија, правиме известување за животна средина, го предаваме и они секогаш ни излегуваат и сакаме да ги поздравиме, да, секторот за истражување во природа посебно, да. И они мислам дека се нашите најголеми фанови. Да, и убаво го спомнуваме заради тоа што навистина треба да бидеме свесни што имаме, а ако светот тоа може да го препознае и Европа и да биде предизвик се разбира пред се заради личниот успех и она кое што си го имаат поставено светските спелеонуркачи, но се и како промоција за она кое што го има кај нас. Сега се надеваме дека за наредната експедиција во октомври ќе има поголем одзив, зашто сега вниманието сепак нели ќе биде моментално сме втора во светот и Европа и со голем потенцијал, да не речам 100% сигурност дека е најдлабока, меѓутоа се тоа мора да го докажеме и се надеваме дека нашиот другар и пријател Бартоломеј ќе дојде и ќе го направи тоа. Ќе не стави на листата број 1 во светот. Да. Ќе чекаме до тогаш нови информации, во меѓувреме се разбира доколку има во однос на вашите активности. А за крај да ве прашаме која подводна пештера во светот е ваш предизвик? Освен Врело која што нормално е тука. Јас искрено ми е предизвик, животна желба ми е да отидам во Мексико да гњурам во Синотето. Тие се многу по релаксирани пештери од нашава тука. Температурата е негде околу 24 степени и длабочината е негде околу 20 метри, но таму се предолги и можеш да влезеш од едно место, премногу канали има. Тоа на друго место. Да. Тоа мене ми е искрено врвот
да го достигнам, да одам таму да нуркам, можеби да останам некој период, да се дружам со луѓето таму што работат. Нуркање за уживање, а не за рекорди, така? Барем Па таква... јас така е мојата амбиција во нуркањето. Одлично, Христијан? Јас конкретно немам некоја таргет пештера, меѓутоа сите ми се предизвик. Во септември бевме во Босна, тим од Врело беше во Босна и посетивме 4 нови пештери. Таму има Cave Summit, Balkan Cave Summit се вика, што се одржува секоја година. Има еден куп убави пештери и се надевам и наредната година ќе одиме и не само во Босна и секаде во светот. Кај што има дупка, да провериме. Да истражиме. Да истражиме. Да, Супер, одлично. фала ви многу, секогаш сте ни нам интересно друштво, верувам и на гледачите со оглед на овие подвизи кои што ги имате, а ете се фасцинантни и неретко достапни, така што навистина ни е посебна привилегија.